Денеска, честа мене ми припадна да се обратам тука пред масата на луѓе на лозоропроизводители во Кавадарци и со чест и со задоволство, после едногодишно макотрпно работење и залагање во делот на лозоропроизводителите, успеавме и знајдовме заедно градоначалниците од регионот Тиквешки, со пратениците и со министерот при влада на Република Македонија, да се најде начин и да се најде закон да се исплатат сите лозоропроизводители кои што имаат поборување од винарските визби за останат долг од 2014 година до 2018. Тоа значи дека сите лозоропроизводители кои што имаат предадено грозие и во Павардарија, и во Стефани, и во други визби, што не е исплатено од 2014, ќе се исплати до крај на февруари. Ова е една голема одлука од влада на Република Македонија. Ова е еден голем момент. Станува збор за сума од над 1,5 милиони евра, кај што владата на Република Македонија ќе ги обештете лозарите. Сакам тука да соопштам и да кажам дека ни се ближи празникот Свети Трифун. Од платежната агенција имаме ветување дека до Свети Трифун по основ на земјоделско земјиште површина субвенциите ќе бидат исплатени. По основ на 1 денар откупен килограм грозје за 2018 година ќе бидат исплатени до крај на февруари месец, заедно со заостанатите долгови при винариите кои ќе ги спомнавме. Јас, како градоначалник, не памтам вакво нешто, само сакам да посакам нешто друго. Во иднина да го донесеме и новиот закон за откуп на грозје, да не се повторат вакви работи, да си немаме вакви тегоби и да си бидеме задоволни како лозоропроизводители. Денеска навистина заокружуваме еден процес во кој што бевме сите вклучени. Она што е моја должност денес да го соопштам, после сите разговори кои што беа направени, после сите анализи кои што ги правевме, сите заеднички, донесовме одлука дека целокупното предадено, а не платено грозје во периодот од 2014 до 2016 државата, согласно Законот за земјоделство и рурален развој и итните измени кои што пратениците од Теквешијата ќе ги поднесат во понеделник во парламентот и измените на законот, значи кои што ќе бидат направени, ќе се овозможи правниот основ да државата ги презеде овие обврски, би рекол дека тоа ќе бидат до 2 милиони евра за сите оние кои што го предале грозјето во регистрирани откупувачи винари кои што биле регистрирани во тој период во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, значи во нашиот регистар, меѓутоа обврските не биле подмирени. Добро знаеме дека долгот на Павардарија беше околу 3,5 милиони евра минатата година. За жал, во 2016 година откупувале, меѓутоа не беа односно беа запишани во регистарот, односно за долговите кои што ги направиле, а не ги исплатиле кон лозарите, државата во тој период не ги избришала од самиот регистар и се создаде токму овој долг. Имаме и по други основи и кај други откупувачи истите случаи. Знаеме за Стефани винаријата, за некои помали. Меѓутоа, во овие година и нешто правевме многу состаноци, притисоци, барања до сите да си ги подмират овие долгови кон лозарите. Не може за предадено вино да се става во залог, а да не се платат лозарите. Не може да се предаде и да се откупува грозје од кое што се прави вино, се извезувало, меѓутоа повторно лозарите не биле исплатени. Затоа ова е вистински пример на грижа за граѓаните. Владата, градоначалниците, собранието, пратениците, институциите постојат за граѓаните и ова е дел од политиката на враќањето на парите назад кон граѓаните. Во овој случај, враќањето на парите назад кон лозарите. Затоа, и покрај се она што го имавме во овој период, и покрај намалувањето на долгот на Павардарија, факт е дека остана уште над 1 милион евра од Павардарија. Знаеме за Стефани долгот е околу 600.000 евра. Државниот земјоделски инспекторат ќе ги направи
сите надзори и сите постапки кои што треба за да навистина утврдиме колкав е овој долг. Затоа, за да не чекаме, за да лозарите ги добијат парите, за да парите ги враќаме назад кај граѓаните, ја донесовме сите заеднички ова одлука. Да во понеделник се направи итна измена на Законот за земјоделство, а во четврток веќе со премиерот е договорена посебна владина седница на која што ќе се донесе самата одлука за да може да во следниот период, во најкус временски период, веднаш после работата на Државниот инспекторат за земјоделство, кој што треба да ги утврди долговите за предаденото, а не платено грозје. И постапката која што е потребна во платежната агенција да бидат парите исплатени. Јас во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите. Ова е решение кое што доаѓа од граѓаните. Ова е решение кое што доаѓа од лозарите. Меѓутоа сакам да се заблагодарам на сите кои што беа заеднички со нас во целиот овој процес. Заради тоа што имаа проактивна улога, заради тоа што бараа да се платат парите кон лозарите, заради тоа што заеднички баравме решение. Тука се градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, посебна благодарност за влогот на пратеникот Панчо Минов, на Ристе Дашев, на другите пратеници од овој регион. Сакам да се заблагодарам на сите градоначалници, на Неготино, на Демир Капија, на Росоман, заради тоа што поминавме многу состаноци, многу средби, многу време потрошивме за да се намали овој долг, но денеска одлучивме дека повеќе време за чекање нема. Се заблагодарувам на директорите на платежната, на инспекторатот, на представниците на Министерството кои што напорно работеа за да дојдеме до овој момент и да навистина во најкус временски период овие средства дојдат кај лозарите. Како што каже и градоначалникот, во следните неколку дена допред Свети Трифун целосно ќе бидат исплатени субвенциите по површина кон лозарите, кон сите производители. Паралелно ќе се подготвува исплатата за дополнителната поддршка, дополнителните мерки кои што ги утврдивме во претходната година од 1 денар, веднаш штом ќе завршат административните процедури, а паралелно ќе започне, односно веднаш по спроведувањето на целокупната постапка од инспекторатот и платежната агенција и овој долг кој што државата во четврток на владина седница со одлука ќе го презеде од винариите, од оние кои што не го платиле кон лозарите, истиот во најкус можен рок ќе биде исплатен. Во целиот овој период, особено во делот на лозарството, навистина дадовме и како министерство и како влада целосен фокус. И со нови мерки и политики, и со навремена исплата на субвенциите, и со дополнителни мерки и поддршка во секој еден момент кога тоа беше потребно, и во 2017 и во 2018. За реколтата од 2017 за сите оние кои што откупувале во таа година долгот, согласно евиденциите кои што ги имаме, е целосно исплатен кон лозарите. За реколтата од 2018 година 70% до денес од откупеното грозје согласно законот и во првите 7 дена и во првата рата е веќе исплатен кон лозарите. Но факт е дека со затварањето на ова, би рекол, историско прашање, историски проблеми кои што ги оставија да ги решаваме во овој период, сметам дека се многу битни за да лозарите бидат и достоинствени и горди, да продолжиме да ја поддржуваме ова значајна гранка во земјоделството, која што е извозно ориентирана, која што е бренд за тиквешијата, гранка преку која што државата има огромен девизен прилив внатре од извозот на вино, од извозот во овој дел, а податоците покажуваат дека имаме раст, дека за 4 милиони евра поголем девизниот прилив во минатата година токму од извозот на грозје, дека за 9% е зголемена вредноста на извезаното вино од Македонија. Навистина мораме
како политика, како наша обврска, навистина овие проблеми заостанати од пред неколку години да ги решаваме. Радосен сум и пресречен што го донеса овој убав момент за лозарите и за теквишијата. Сакам посебно да се заблагодарам на сите што работевме и не знам, возбуден сум и знам дека ќе добиете парите и немам што да кажам, само благодарност. По однос на каматите, останува побарувањето на лозарите пред винариите, дали во стечајот на Петра или во предстечајот на Повардарија. Исто така остануваат и нивните побарувања по однос на делот на судски трошкови, така да тоа нема да биде запоставено, нема да биде нетретирано и они како доверители тие средства што ги потрошиле за адвокати, за нотари и слично, и тие средства што ги имат по законот за облигации и за камати, ќе си ги продолжено побаруваат од страна на винарите. Така да и тоа има решение. Многу битно е за лозарите овде да се каже дека и делот на договорот што им беше 20% во препарати го презема владата, односно платежната агенција, така да и тоа ќе се третира како долг, бидејќи и тоа не е исплатено, и ако подпишале договори, се сложиле на некој начин 20% да им се исплата во препарати. Голема работа се постигна, се направи еден типичен пример на соработка од лозарите овде, граѓани на Кавадарци и Теквишијата, преку парламентот, пратеници, застапување. Од таму во буџетот 2019 предвидено средства за оваа работа да се обештетат лозарите, донесена одлука од владата, донесено сега што се очекува, што го кажа министерот, програмата за финансиска поддршка на земјоделието, и сега се очекува во текот на овој месец реализација. На тоа требаше многу голема волја од страна на владата, посебно од страна на премиерот и министерот за земјоделие. Јавно им се заблагодарувам за таа работа во име на сите лозари, да овој долгогодишен проблем дефинитивно се реше, а наше е на пратениците, на Сдруженијето на лозарите и на градоначалниците да во новиот закон за вино и законот за земјоделие оваквата состојба за лозарите веќе не се понове.